На денот за социјалните политики поврзани од заменик министерот за социјална политика, демографија и млади Ѓоко Велковски. Добро вечер. Добро вечер. Господине Велковски, лајт мотив за ова интервју ми е последниот случај со семејното насилство кое доведе до самоубиство на Ивана и до смрт на незината ќерка, пред се поради насилникот сопруг не ја прели чашата кај јавноста, бидејќи си има впечаток дека има толеранција кон насилниците врз жени и семејното насилство. Сега Националното координативно тело за имплементација на Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жени и семејното насилство веднаш одржи итна седница. Вие председававте со неа. Што беше договорено со оглед дека присуствува и МВР и Министерството за правда, правосудството? За жал, он не бил настан кој што, мора да кажам, го не преле чашата, туку го активираше оној црвен аларм. Се осозна дека одредени елементи можеби не функционираат. Не целиот систем, меѓутоа одредени елементи во самиот систем очигледно дека не функционирале. Ако дозволиме во 10 секунди би кажал дека сите оние действија кои што биле врзани, ако што ги имаме како сознание, а на крајот јавното обвинителство и судот ќе оцени веќе и итна постапка води по однос на сторителот условно кажано што предизвикало три кривични пријави веќе, така да има одредени можеби пропусти, меѓутоа затоа и Националното координативно тело со кое што преседавав веднаш само неколку дена, беше мотив да и Министерството за внатрешни работи, како елемент, Министерството за здравство, правда и образование како комплетен еден систем каде што сите се опфатени во него да бидат на маса, не само тие, туку јавното обвинителство и судовите. Зошто? Тие до сега можеби не присуствувале на одредени такви состаноци и слично, бидејќи наоѓаме и одредени забелешки и они самите најдоа одредени забелешки во начинот на постапување, односно брзината на постапување на институциите. Што по овој црвен аларм веќе денеска може да видите дека во период кој што измина, за насилниците веднаш има притвори, за насилниците веднаш има изречени мерки да се оддалечат од домот, кој што може да се применува согласно законските прописи, така да веќе за жал требаше да се случи такво нешто за да алармот биде притиснат во секоја една сфера, вклучувајќи го и делот на социјална политика, односно лицата кои што треба да бидат директно надлежни за таа работа. Ќе се навратам малку подоцна на ингеренциите на вашето министерство, но дали сегашното законодавство дава, односно не дава силна правна рамка за справување со насилниците, па тие вака се комотни, каков што е печатокот во јавноста? Имаме добри закони, мора да кажам дека и тоа што го имаме постоечко можеби е добро. Меѓутоа во одреден сегмент неприменливо. Зошто неприменливо? Одредени ставови по потенцирање на правниците на самото тело кој содржа и работна група, кој што произлеземо да кажам дека тоа тело денеска има работна група, едниот состанок е одржан, вториот е веќе во понеделник, на 7 дена се зададовме обврска сите, вклучувајќи ги министрите директно, бидат на тоа работно тело за да можат најекспедитивно сето она што значи пропуск во законската прописи и подзаконските акти веднаш да бидат решени. Тука не го пронаоѓаме можеби во моментот толку многу во законските она што напишано како членови да се применуваат. Туку колку брзо тие се применуваат. Тука е наоѓаме пропустот и затоа и овие работни групи треба да произлезе сето она што треба брзо да биде аларм за сите институции заеднички да ги гледаме работите. Видете, 45 дена патувал допис еден од МВР кон Центар за социјална работа. Зар живееме во држава така кој што знае колку е мала и колку брзо треба да стигнат информациите од едно друго место за да спречиме нешто. Не може да патува толку многу. Треба кој ќе се сознае првиот кој што е во протокол инволвиран, веднаш сите други да ги имат институција алармот и да бидат алармирани во ист момент. Тоа треба да го постигнеме и на тој начин ќе направиме пред се превенцијата да не се случат вакви немили настани. Еве на состанокот биле и представници на судството. Последниот случај со пресуда од само 1 година затвор за 21 годишник поради брутално претепување на бремената партнерка, нагласувам, значи во неколку наврати,
предизвика нови бурни реакции во јавноста. Дали самите пресуди, како што се во судството, даваат мотив на ваквите насилници да бидат комотни? Па, секако, видите, една година јас вчера, мислам дека излезе информацијата, прв пат ја видовме пресудата, затоа и на тој степен е и судството. И обвинителството, затоа има 2%, не знам ни толку дали е веќе рейтингот, она што го мерат. Не може насилник, кој што со докази, со сите елементи, да биде осуден само една година. И со тоа секако се мотивира дека поменуваат премногу лесно или некои од нив не се низ години не се ни осудени и го повторуваат делото и така натака. Затоа веќе треба да се променат и судските пракси, затоа и седнавме заедно на маса сите. Не ги издвоивме ниту судството, ниту јавното обвинителство да бидат така, ние ќе ги носиме се законите, па вие применувајте ги како не. Заеднички да видат дека сите ние заеднички се бориме и дека и ние го судуваме и превенираме поднос на семејното насилство, меѓутоа и они дека треба да донесат она конечна мерка така во делот и на безбедносни протоколи, а секако на крајот и да се осуди доколку има елементи за такво дело. Вчера не помина во собранието првично предлогот за воведување и носење електронски алки за ваквите насилници заради недоработен предлог закон, нели? Што мислите, треба ли ваквите ликови да се обележат и да се следат за полесна контрола? Секако дека треба да имаме одредено следење. Она што го имав како информација бидејќи законот одеше директно во собрание нели по предлог на пратеници и генерално немаме нели таков е системот, да таму се води дебатата. Од она што го имам како сознание дека предлозите се некомплетни, односно има премногу правни елементи, нели кој ќе постапува, која институција ќе биде задолжена, кој ќе ги набавува оние електронски алки, кој ќе го води регистарот, така да тоа е еден сет не само на законски, туку и на подзаконски акти кои што треба да бидат изготвени, бидејќи ако помине денеска законот, тој треба да биде применлив. Не може да има неприменливи закони. Така да треба да се седне на пратеничката која што го предложи, односно групата на пратеници, а пратеничката која што го предложува е дел и од овие работни групи и поканата беше и на националното координативно тело и другите пратеници, така да може да учествуваат и пратениците директно и во ова тело и во работната група која што имаме, за да можат предлозите така и по да бидат издржани и да ги подготвиме. Има добри стручни работници во рамките на сите министерства со кои што располагаме денеска, така да видиме да ги спремат законите и да најдеме прифатливо решение како да се следи токму една ваква појава. Што е со социјалните служби? Дали тие постапија согласно своите овластувања и должности во случајот со Ивана и нејзината ќерка? Можеше ли да биде поинаку, се прашува јавноста, нели? Па нејзиниот сопруг Стојан Јовановски да биде цел на законска заштита практично на сопругата и ќерката? Јавното обвинителство веќе потегна иницијатива врз основа на допрен глас и веќе ќе има постапка по однос на тоа дали и кој постапува во рамките на Центарот за социјални работи. Од она што го имам како сознание и од она што инспекцијските служби веднаш наредниот ден излегува на терен, дека има можеби мали пропусти во постапката, меѓутоа од она што го имаме како записници е дека до сега не било пријавено, до моментот на случување на трагедијата не било пријавено семејно насилство од страна на жртвата директно кон Центарот за социјални работи, ниту МОВР, затоа кажав и 45 дена оној допис кој што за жал патувал толку многу време на еден јавен ред и мир нарушен по тој принцип да стигне до нас како сознание во Центарот за социјални работи, да неколку пати за жал денеска жртвата, односно починатата мајка биде повикувана и не дојде во рамките на Центарот за социјални работи, буквално ги заврзало рацете на стручните служби да може да постапуваат најдиректно. Дали можело да биде тоа по-агресивно и по-проактивно, може би можело. Меѓутоа, тоа е проценка која што треба да направат повеќе лица и повеќе служби, а гледаме дека одредени служби не постапувале согласно нивните надлежности. Град Скопје информира вчера дека е веќе ставен во функција нов шелтер центар наменет за заштита и поддршка на жртвите на семејно насилство. Од безбедности причини локацијата останува тајна за широката јавност. Меѓутоа реакциите се до кога жртвите ќе ги дислоцираат од домот
и ќе бегаат од насилниците, наместо насилниците да бидат сместени таму каде што им е место. Ја променивме, се промени тоа се пред, кажав, нели, од она црвен аларм навака, се промени и тоа, да веќе мислам дека во 2 наврата по иницијатива на Министерството за внатрешни работи како прв, нели, орган кој што доаѓа на местото на кој што се случило, нели, насилството, да насилниците веќе добијат пресуди, нели, оние времени мерки за напуштање на својот дом. Така да веќе се применува и тој член кој што е дел од законот, веќе се применува и треба се сложам, бидејќи самите шелтер центри кои што ги имаме на располагање и во рамките на Министерството, како приватни провайдери финансираме како услуга, нели, како Министерство, и градот Скопје и другите општини отвараат и се трудат, нели, да имаат вакви безбедносни простори. Стануваат голема пречка да таму самите жртви одат. Зошто? Бидејќи треба да бидат затворени постојано таму, треба да напуштат своето работно место и низа други, нели, елементи кои што повлекуваат ако има детенце да не иде во училиште или градинка. Така да како модел веќе го размислуваме и на работната група стана збор токму и за тоа како овој модел на вакви шелтер центри, нели, од кој што било пракса од претходно, да ги пренеменеме да бидат во друга фаза. Едно е мерката за изрекување да го напушти својот дом сторителот на насилството, потоа во постапка ќе се докаже, нели, дали е тој виновен или не, а друга мерка е да најдеме и друг алтернативен начин, а да не е шелтер центар за да ги згрижиме токму жртвите. Една друга тема што ги тангира и младите, и мајките и татковците, тоа се градинките. Подпишани се нови 11 договори за грант со општините за инвестиција во предучилишно образование, но ситуацијата со листите на чекање место во посебно во Скопје, не знам дали е драматична, веќе ве прашам што велат бројките, колку места недостасуваат или тоа преточено во градинки, колку градинки недостасуваат? Па недостасуваат 16. Оноку колку што денеска Министерството за социјална политика, демографија и млади заедно со општините, говорам за Скопје, да го релаксираме списокот на листи за чекање. Оние се отприлика околу 2000 вакви дечиња само во Скопје. И затоа таргетот беше и во 2024 крајот и 2025 година да направиме конкретен план. Тој веќе план е веќе во реализација, веќе не е план, веќе е реализација на 16 градинки кои што денеска се градат и реконструират во рамките на градот Скопје. Со тоа листите на чекање ќе се доведат во нула, веќе Кисела вода е таков пример, позитивен, каде што ги завршивме голем дел од тие објекти и денеска имаме нула, и тенденцијата кон сите други општини во рамките на градот Скопје да по завршувањето на сите овие градежни, нели, зафати биде нула. Во сите општини ќе се прави тоа, сите ќе бидат покриени. Скоро сите се опфатени со овие сега распишани договори подпишани, сите општини каде што имало листи на чекање биле прифатени апликациите и денеска веќе таму се работи интензивно, нели, за да се завршат објекти и на тој начин ќе направиме буквално листата на чекање бидат нула. Дај Боже да имаме дечиња, демографијата, нели, дотиде во една позитивна смисла во градот Скопје и тогаш ќе размислуваме секако за еден нов план, односно нова стратегија за нови градинки. Може ли заради брзина за изведување на вакви проекти, нели, да се смета и на готови, но неискористени објекти да се пренаменат за деца со предшколска возраст? Токму тоа се тие 11 кои што ги говорите сега во рамките на овие 11 нови што беа подпишани вчера новите договори со 11 општини, се токму такви градинки. Тоа се во други просторни услови, односно тоа се објекти на некој училиште, некој дом кој што, нели, бил веќе не е во функција, така да овие проекти кои што веќе се завршени проектната документација се чека само да се распише, бидејќи ги чекавме договорите да бидат подпишани, да се распишат постапките за избор на оператор кој ќе ги реконструира и ние ќе имаме нови 11 објекти во други просторни услови кои што не заземаат многу средства финансиски, а може да ставиме во функција едно до две групи ќе завршат работа. Што се случи со најавената реформа на социјалниот совет? Точно така, ја зборев. Долго зборувана, долго најавувана, еве. Еве, можност да вечера имам можност да презентирам дека е веќе завршена. Првиот дел од НЕЗЕ е завршен. Кога говорам првиот дел, бидејќи реформата не значи само, нели, еден сегмент, опфаќа повеќе сегменти и веќе очекувам дека во текот на идната недела, понеделник или вторник ќе биде ставена во владина процедура, да ги помине сите оние филтри, потоа да дојде во собрание. Тоа значи измена на законот за социјална заштита, особено во делот на поддршката на социјалните семејства, оние социјално загрозени семејства, односно приматели на одредени права во рамките на нашиот систем. Знаете дека говоревме многу дека има злоупотреби, многу од нив и беа пронајдени, елиминирани,
со сите оние проверки на податоци, размена на податоци од сите кои што можеме нели како чинители да ги земеме во рамките на она што значи законска регулатива. И денеска веќе имаме одреден прочистен сметаме. Колку такви личности имате ли бројки беа отстранети? Да, отстранети беа во овие изминати скоро 2 години нели од техничка влада ќе ја земам како технички министар тогаш дека повеќе од 2000 вакви приматели на гарантирана минимална помош беа тргнати од системот токму поради прекршување на одреден незаконски нели и законски одреден. Сметаме дека има уште. И затоа правиме оваа измена вака да пред се да ги додетектираме и оние кои што се уште за жал постојат во системот, да ги трнеме, да не бидат на терет на државата и таночните врзници на Македонија. А од друга страна, измената која што правиме, сакаме да им дадеме шанса на оние семејства кои што се во можност да работат и се работоспособни, барем еден од членовите во семејството, да им дадеме можност да тоа го направат. Сигурно дека платата која што денеска ќе ја земат на пазарот на труд е многу поголема од таа што е како социјална помош. А по социјалната помош низ годините, како ќе следи, ќе имаме можност исто да зголемуваме, бидејќи овдека ќе ги елиминираме сите оние кои што денеска незаконски земат, ќе ставиме дел од нив во работен процес, кој што државата денеска и како има потреба од работна сила, и тогаш ќе говориме да системот може реално да им помогне токму на овие кои што најпотребна помош. За крај, тоа што ги интересира актуелните корисници на социјална помош, веројатно е информацијата, платите растат, цените растат, пензијата ќе порасне за 1000 денари сега од април, но што е со нивната социјална помош? Кога ќе земат и колку би земале? Они ги земаат редовно, нели, помошта ја земаат редовно први до 5 секој месец, согласно датумите. Меѓутоа, она што ги интересира, претпоставуваме, нели, зголемувањето. Тоа е дел од владината програма, она 4-годишна, која што е усвоена и постапуваме по истата и реагираме како министерство. Затоа го говориме ова што го кажав како измени во законот и сите овие промени кои ќе направиме како системски во делот на социјалната заштита, да овие на крај лица добијат поголема социјална помош. Меѓутоа мораме да постапуваме вака. Мораме сите овие кои што земаат незаконски да ги отстраниме, да можеме токму на овие луѓе кои што им е најпотребна и не можат и нема друг начин како да нели екзистираат во нашето општество, да добијат зголемена гарантирана минимална помош. Се надевам дека во период кој што следи ќе забрзаме тоа темпо и ќе можат за многу брзо време да имате поголема. Ѓоко Велковски, гостин во тема на денот. Ви благодарам за учеството. Ви благодарам.